Сигурно деновиве сите си го поставуваат прашањето. Што се случи на овие избори? Исходот е нејасен за сите, а резултатите се и повеќе од чудни. Да не заборавиме, од само 4,5 месеци од владењето на СДСМ, економијата започна вртоглаво да паѓа според сите параметри. Падна и просечната плата, а се укина покачувањето на пензиите. Се потпиша договорот со Бугарија на штета на Македонија, поради кој ќе имаме долгорочни последици. Владата на СДСМ најави дека ќе влезе во финални преговори со Грција за промена на името и идентитетот на македонскиот народ. Фабрики се купуваат по цена на една гарсониера, а тендерите започнаа да паѓаат директно во џебовите на министрите во владата. На слобода се пуштија многу криминалци со цел да помогнат во изборниот терор и се најави амнестија за илјадници осуденици за најтешки злодела. Притисокот врз судството резултираше со незамисливи одлуки и враќање на случаи како монструм на повторни судења. Мислиме дека Заев е поголем монструм и од убиците. Политички пазар меѓу Заев и Дуи за да седи у фотелјата негова. И покрај сето ова што го направи СДСМ, логично е прашањето. Како можеше да се случи ваков резултат во првиот круг на локалните избори? СДСМ реши да создаде атмосфера на страф и терор со директни закани, уцени и подкуп со помош на полицијата и криминалните структури. За време на кампањата беше убиен независен носител на листата за советници во Кичево, Алит Абази. Кандидатот за градоначалник на Шуто Оризари, Елвис Бајрам, беше нападнат со метални шипки. Полицаец во Свети Николе беше претепан од активисти на СДСМ. Кандидатот за градоначалник на Карпош, Стефчо Јакимовски, беше физички нападнат од криминалното подземје на СДСМ ноќта додека се броеа гласовите. Секој ден беа пуштани кривични пријави без никаков основ за сите актуелни градоначалници на ВМРО ДПМН. Со пиштоли на глава беа заплашувани и малтретирани кандидати за градоначалници на ВМРО ДПМН од страна на партиската полиција и алфите на Оливер Спасовски и СДСМ. Со полициски сили беше вршен подкуп на гласачи на секаде низ Македонија. Полицијата окупираше цели маала, додека криминалните структури на СДСМ вршеа подкуп и закани кон населението. Целта беше јасна – да се спречат поддржувачите на ВМРО ДПМН да излезат на гласање. По секоја цена. Вработените во администрацијата добиваат директни закани дека ако излезат да гласаат, ќе бидат избркани од работа. Забележени беа бројни случаи на директен подкуп со пари, со прехрамбени продукти и со дрва за огрев. Ниту во овие случаи полицијата не реагираше. Гласачки ливчиња од Карпош беа забележани на неколку гласачки места во Охрид. Ливчиња од Велес завршија во Струмица. Бугарски воз имаше и од Врапчиште до Гостивар, и од Гевгелија до Берово. Пронајдени се и ливчиња со исти сериски броеви на едно гласачко место, како и ливчиња кои воопшто немаат бројки на нив. Државната изборна комисија, под целосна контрола на СДСМ, не усвои ниту еден приговор за сите забележани нерегуларности и го легализираше изборниот терор и криминал спроведен од страна на Зоран Заев и неговите помагачи. Во Македонија, во првиот круг на изборите преку терор, страф и подкуп е погазена демократијата. Волјата на народот е украдена, но тоа не значи дека треба да престанеш да се бориш за работите во кои што веруваш. Тие продолжуваат со терор, уцени и закани. Ние возвраќаме со непокор и со отпор против окупацијата. Помрачувањето ќе помине со нашата заедничка борба. Борбата за Македонија продолжува. Ти си на потек.